Драган, добро утро. Добро утро, како сте? Ние сме добри, вие како сте? Добро е, одлично, послободно денес. наспан, пробуден, секако што треба, часот е 8:35 минути. Да. Веќе се станува и порано, мислам, мојата работа е сепак од ке 10 часот, но сега овие денови баш и не се спием баш многу кој што треба. Така да се легнува и порано, што да кажам, значи, ако е нешто добро, наспани сме, сигурно. Драган, те бараме, се разбира, заради оној, да кажем, веќе хит музички кој што се проврте викендов на YouTube, за кој ќе го поразговараме, а и ќе го прикажеме, ќе го пуштиме на нашата програма. Но гледам дека на таа снимка на YouTube сите сме некако стеснети во нашите станови и ти седиш, не знам дали е тоа спална или работна соба, од таму пееш и така натаму. Како се снаоѓаш во таа квадратура на кругот во последните 60 на часови? Што се прави? Гледаш филмови, слушаш музика, што ти е главна преокупација? Баш тоа што спомна, значи пред се музика, филмови некако на последно време неа многу нерви. Не можам да седнам и да 2 часа или час и пол да преседам пред телевизор. Обично вртам музика, можам да слушам. Јас сум кулинар, поправам ручеци, се врткам околу кујна. И тоа е една негативна работа на овој седење дома. Морам да ти кажам дека Кога ги појадуваме, веднаш мислам на што ќе јадам на руче. Така да имам впечаток дека цел ден јадам. Сите ние го имаме тој впечаток, некако оброците ни стана, како да кажам, кота во денот, некаква точка околу која сите се собираме. Јас морам да ти кажам дека веќе јавно негде кај се жалев дека ја немам концентрација за читање. Еве, мислев дека добро е сега вирусов, ќе седиме дома, добро, треба да се почитуваат мерките, бар ќе се изначитам книги што само ги одложувам негде некои полици наткасни. Верувај дека многу малку имам прочитано, не знам дали е тоа само ја, едноставно немам концентрација, толку ми е главава узбуркана да повеќе ми одговара филмови или просто да онака да гледам во една точка, отколку не знам дали ја споделуваш и ти таа. Точно. Ја мислам дека на Facebook ќе отворам, не можам до 2 реченици повише не можам прочитам. Драган, ја рекреиравте, да кажам, оваа една прекрасна канцона, може ли да наречам канцона, Уште ми фалиш, заедно со Александар Митевски и со нашиот оперски пејач Благој Нацевски од Италија. Како се договоривте? Што беше, да кажем, конкретниот? Кој ја даде идејата? Многу интересна е приказкава цела. Идејата е даде една жена битолчанка која пардон, не е битолчанка. Се извинувам зашто битола се јави. Може би е битолчанка, остари, не сум сигурен, на која што живее во Италија. И во една конверзација со Александар, она рече дека се познава со Благо и дека би било интересно да се поврземе. Александар се поврза со него и се договори околу оваа песна да се направи. На Благо многу му се допаѓа песната. И ја препеа на италијански. Ни го даде наш текст, ние го учевме, го пеевме, го рецитиравме и така натаму колку што можевме успеавме. И излезе цела песна која што беше баш онака, сите бевме среќни околу тоа дека ја направивме баш онаква какво што е. Морам да признам дека одлично звучи и на македонски и на италијански. Не знам какви се реакциите, имате ли многу реакции? Има многу реакции, навистина. Оваа песна е стварно феномен. Се случи тогаш за Макфест и од тогаш песната само е нон-стоп е слушана и нон-стоп добиваме пофалби за песната. Добиваме многу видео, клипови во кои се снимаат деца, како ја пеат песна. Значи, песната е навистина хит, затоа што ја пеат и мали, и големи, и ја сакаат песната.
Одлично. Така да, баш убаво и навистина и јас ја отслушав неколку пати и кај мене сите почнуваат да свиркаат и така натаму. Не сум проверил на YouTube како врви, меѓутоа сигурен сум дека ќе има... за еден ден, скоро за еден ден направи 40.000 прегледи на YouTube и повеќе. Кај Благој над 60 на неговата страница 1000. Така да ова што реиздание, да речеме, на песна е погодок. Мислам дека навистина нешто што им се допаѓаше, ние го направивме уште подобро. Дадовме оган на тоа што беше на тој огин, додадовме бензин. Драган, се разбира дека поводот за ова јавување, инаку Благој Нацевски имаше и за утренски брифинг специјална една номера која што помина одлично. Ќе ја пуштиме и песната, бидејќи тоа се разбира во центарот на нашиот интерес, но не можам да те пуштам да си заминеш и да се исклучиме од програма, пред да те прашам што работиш професионално деновиве. Подготвувате ли нешто? Знам дека е се пореметено, знам дека е се отидено на YouTube и на интернет и така натаму. Меѓутоа оваа криза во еден момент ќе помине. Ова е една прекрасна забава со Александар што го правиме. За мене е прекрасна забава, навистина, со ова пење што правиме песни, некои преработуваме, некои пееме и така натаму се снимаме на YouTube, ги пуштаме на страницата наша и така натаму. Но театарот, мојата работа, ние за жал ова епидемија го прекина една одлична представа. Нема да остане прекината, ќе продолжиме понатаму после ова лудило. Тоа е представата Хипноза на една љубов, која што е од Душан Ковачевиќ, последниот текст на Душан Ковачевиќ. И ние требаше да имаме на 28 март, требаше да имаме премиера. И некако тажни сме сите од целата екипа, затоа што не можевме да продолжиме да ја довршиме представата. Тоа е една убава, прекрасна бајка. Кој е режисерот? Душан Ковачевиќ е еден од најголемите балкански автори. Тоа е колективна режија. Игра колективна режија, значи сите режираме помалку. Тоа се глумци кои што знаат да направат нешто на сцена и направиле. Тука е Џогица Лукаревски, јас, Филип Трајковиќ, Маја Великовиќ, Доксерски, под Сонја Самбалџиева. Така да и треба да се очекува представата негде кај септември. Јас се надевам дека ќе направиме септември. И ќе биде текстот е многу убав. И ќе биде, мислам, ќе биде голем хит. Драган Спасов Дац, веќе ми фалиш, иако ќе ја пуштиме уште ми фалиш, веќе ми фалиш на театарската сцена, но ќе помине и оваа криза, па сигурен сум дека ќе продолжиме да се дружиме, кој во партерот, кој на сцената. А јас предлагам сега да ја пуштиме оваа песна која што многу од вас веројатно ја слушале за викендов, меѓутоа нема да ви представува никаква дополнителна штета доколку уште неколку пати, барем денес ќе ја чуете, еве прв пат кај нас во утрински брифинг ова утро. Драган, пријатно, благодарам, а ни одиме со уште ми фалиш во изведа на Александар Митевски, Благој Нацевски и Драган Спасов Дац. Физички сме одвоени, но емотивно сплотени од кога било. Во момент кога далечината не спојува, се бориме против ова зло со заеднички сили. Никому не му е лесно, но на некој ми е најтешко. Во мислите ни се сите оние кои што изгубија свој близок. Се гушкаме музички, бидејќи поинаку не е возможно за сега. Македонија и Италија, односно Александар, Дац и јас, ви праќаме една музичка преградка со оваа песна.
Sami nozeve me nosat vo tvoja ulica. Stara ljubov 23, moja posledna stanica. Уште стои таа клупа кај што таксите остава. Таму љубовта за нас како свеќа угасна. Уште ми фалиш ко жица на гитара, уште ко компас срцево те бара. Ти си лек за душа боемска. Уште ми фалиш ко таа песна стара, конец по конец срце што ми пара. Ти си лек za duša boemska. Vivi ancora nei miei versi e nei canti miei. Ogni giorno invano sobrio cerco solo lei. E mi manca il tuo respiro, amore. Parli pure, io vivo solo per te. Mi manchi ancora come corda la chitarra, come bussola il mio cuore ancora ti cerca, tu pura sei al mio dolore. Mi manchi ancora come quella melodia mi scoppia e non sei più mia, tu cura sei al mio dolore. Ancora non riesco a dormire senza di te. Mi manchi come quel bottone mancante sul tuo vestito più bello, per il quale tu piangevi ed io ridevo. Mi manchi come una lacrima dagli occhi, mi manchi fino al dolore. Barem pogreška da se javiš. Mi manchi ancora come corda la chitarra, come bussola il mio cuore ancora ti cerca, tu pure sei al mio dolore. Mi manchi ancora come quella melodia che in cuor mi scoppia e non sei più